Почитувана министерке Јованка Тренчевска. Почитуван градоначалник на општина Делчево Горан Трајковски. Почитувани советници, почитувани присутни, дами и господа, добар ден. Оваа година се навршуваат 79 години од ослободувањето на Делчево и 32 години од независноста на Македонија. Делчево во своето постоење се нарекувало Василево, Султанија и Царево село, а името Делчево го добива по ослободувањето во 1950 година, кога Президиумот на Народното собрание на Македонија донесува одлука Царево село да биде преименувано во Делчево, во чест на Гоце Делчев. На планина Зачковица беше формирана 4-та македонска бригада. Со својата активност действуваше на широкиот регион во Источна Македонија. Таа одигра голема улога во масовувањето на народно-освободителното движење во Радовичко, Коќанско, Малежевско и Делчевско и послужи како база за создавање на нови бригади, дивизии и корпуси. Делчево дошле членовите на областниот комитет Димче Беловски и Олга Арсенова и разговарале со старешините на војната окупаторска единица во Делчево да се предадат како не би гинеле и од двете страни борци. Окупаторите се сложиле да го прифатат предлогот на нашите представници. На 7 септември 1944 година, батальонот на 4-та македонска ударна бригада навлегол во градот и пред политичкиот комесар на бригадата Кирил Михајловски Груица рапортирал полковникот на окупаторскиот гарнизон во Делчево Чилиганов. Со тоа окупаторската војска се предала. Народот со голема радост ги пречекал своите борци ослободители, била организирана војна парада по главната улица во градот. На плоштадот се организирал митинг на кој зборувале Кирил Михајловски Груица, политичкиот комесар на бригадата и представници на АФЖ и НОМСМ. На 8 септември е воспоставена првата народна македонска демократска власт, формиран е градски народен ослободителен одбор, за чиј председател бил избран Јордан Белогарски, а за секретар Васил Ѓордов. На 8 септември се навршуваат 32 години од ослободувањето на Македонија. Празникот ја означува сувереност, независност и самостојноста на Македонија и македонскиот народ. Имињата на загинатите борци за слобода, испишани на оваа спомен плоча, како и имињата на над 20.000 загинати, стојат како темел на слободата. Со големо поклонение кон сите храбри и загинати, сите оние што ги дале своите животи за слободата на Македонија. Со големо поклонение кон нивната личност ве поканувам сите присутни да им одадеме почит со едноминутно молчење. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на Делчево, и 8 септември, денот на независноста на Република Северна Македонија. Пред споменикот на паднатите борци, свежат цвеќе ќе положат делегација предводена од министерката за труд и социјална политика на Република Северна Македонија Јованка Тренчевска и градоначалник на општина Делчево Горан Трајковски, Дружение на борци и представници на Совет, институции, културно-уметничкото друштво Гоце Делчев Делчево со овогодинешните младоженци на пијанечко-малешевската свадба Дарко и Тамара Спасови, политички партии, друженија на граѓани и други. Нека повела.
Нека ни е честит 7 септември, денот на ослободувањето на Делчево, и 8 септември, денот на независноста на Република Северна Македонија. Почитувани присутни, почитувани гости, дами и господа, сега ве покануваме на свеченост по повод денот на ослободувањето на Делчево во спомен дом Асно. Вечерва во 19 часот ве покануваме на меѓународен фестивал на хумор, сатира и карикатура во спомен дом Асно. Во сабота, на 9 септември, со почеток од 11 часот, ве покануваме да присуствувате на 47-то издание на Делчево фест и 17-тото издание на пијанечко-малешевска свадба на летната сцена Градски парк Делчево. Во 19:30 ве покануваме да присуствувате на Кабаре, првиот Алцхаймер кој не се заборава. Изведба Грбави данги од Белград, киносала Делчево. Почитувани присутни, почитувани гости, овдешниот собир заврши. Ви посакувам пријатен празничен ден.